Историјата вели дека обласниот централен затвор бил отворен во јули 1942 година во близина на Црмост, каде беа затворени политички затвореници од целата битолска околија. Цената на сојузништвото меѓу тогашна фашистичка Германија и фашистичка Бугарија беше Битола и нивната битка со ослободителите на Македонија. Во овој затвор беа изречени огромен број на смртни казни со бесење, така да голем број од комунисти кои беа фатени во илегалство беа осудени на смрт, а голем дел беа осудени и на доживотен затвор. Бил сведок на едно судење во тогашниот воен суд, каде се изрекувале смртни казни или казна до животен затвор. Со судува Стеван Трајко на доживотен срок, тамничен затвор, зашто го нарушувал миро на Балканот. Значи, представува голема опасност комунистите на овој дел од територијата на Битола. Имал само 16 години, влегол во судницата, оти судењето било отворено за јавноста. Присуствував, беше отворено судењето во денешното училиште, средното училиште музичко. Тука беше областни судот, беше воен суд. И беа сите суди беа одликувани со фашистички ордени. И обвинител воено беше. Општината представена од градоначалникот и годинава му одаде почит на луѓето кои се бореа за македонската кауза. Да ја дадеме должната почит и внимание кон еден настан кој што се случил во минатото, еден историски настан, се работи за млади луѓе кои што го напуштат бугарскиот затвор пред 67 години, кои што практично после тоа имаат еден специфичен тек на својот живот и се еден од поинтересните примери и укажувања на сите идни генерации. Значи, денеска се навршуваат практично 67 години од бегството на една група политички затвореници кои што биле во тогашниот бугарски фашистички затвор. Значи, тоа било на ова место и заедно со борците од Битола денеска сме на местото да ја дадеме должната почит. Мислам дека секогаш треба да го потенцираме и да го акцентираме вниманието кон сите значајни културни историски настани во нашиот град, затоа што на тој начин обезбедуваме еден критериум и за идните генерации, како и тие, да се однесуваат кон вредностите кои што ги има нашата земја. И владеачката политичка партија одаде почит на луѓето кои многу млади заминаа од овој свет. Херои, луѓе кои што го дале најмилото во животот, најмилото тоа е животот за доброто на идните генерации, за доброто на Република Македонија. Овие денови ние се потсетуваме на сите наши борци, без разлика дали биле тие од народно-ослободителната борба или од Илинденските денови или малце покасно, и потоа точно така, и затоа ние на овие денови навистина со голема почит му приоѓаме се заблагодаруваме за се што направиле во тој нивни краток живот. Воениот суд тогаш изрече казни на над 250 учесници во народно-ослободителното и антифашистичко движење. Над 50 од нив беа осудени на смрт со бесење, над 20 беа осудени на доживотна робија, а другите на временски казни со строг затвор од 1 до 20 години.